Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Штип пред се треба да биде чист, снабден со вода полн со зеленило и осветлен. Вака го замислува идеален градот, првиот човек на јавното предпријатие ИСР Штип, Здравко Коцев. За негова е втор пат да биде на директорската функција во ова предпријатие. На нашето прашање зошто сега повторно, тој е категоричен, за да го заврши она што тогаш не успеал. Важно е дали кога ќе се нафатиме на некоја функција, сме спремни да направиме нешто за овој град или сме спремни само да не викаат директоре, вели Коцев. Штипјани во последните месеци забележуваат поразлично работење на ИСР, подобрување на јавната чистота, но и поразлично хортикултурно и пейсажно уредување. За работата на јавното предпријатие со 330 вработени. Поразговаравме со директорот Коцев. Го прашавме како функционира и што се смени откако тој дојде. Луѓето се исти, опремата е иста, возилата се исти, се спени првиот човек. Сега поентата беше во тоа да се направи реорганизација во самото предпријатие. До скоро време сметот се собираше преку ден. Ние сега акцентот го ставивме дека собирањето на смет треба да биде во ноќните, вечерните часови, претежно во овој централниот градски дел. Па една половина скоро од градот се собира навечер, што не значи дека тоа не се прави и преку ден, што не значи дека тоа не се прави и попладне. Луѓето полека се навикнаа, ја земаа позитивната страна да се јавуваат, да кажуваат таму и таму има смет и многу често се случува да ние отидеме таму, 3 недели не е земано ѓубрето популарно кажано, одиме на терен и кога гледаме дека се работи за сосема мала количина, сега некој можеби на некој начин сакат да не пробат колку сме спремни. Од друга страна, некои луѓе не сакат да сватат дека не се фрла таму кај што е за смет, не се фрла и шут. Овие машини, камионите не се створени за тоа и шутот да го собират. И ние покрај сметот сме приморани да собираме и шут, да собираме стари кревети, душеци, алишта и ред други работи. Поентата е во тоа што воведовме и 3 смени и во водовод и канализација. Во паркови зеленило воведовме и втора смена кај што не само преку денот, туку имаме сабајле, наводнување, не можеме на 50 степени да наводнуваме, така да имаме и наутро и навечер. Со други зборови, со мали поместувања, дојдовме до поефикасна работа. Еве денес е 5. поделивме плата, значи до сега тоа го правиме редовно. Редовно ги сервисираме нашите обврски спрема добавачите. Имавме заостанат долг за електрична енергија. Покрај редовната сметка плаќаме еден дел од заостанатиот долг. И морам да напоменам дека висината за електрична енергија навистина е голема. Може би сме ние едни од најголемите потрошувачи во Македонија од јавните предпријатија. Но во секој случај се трудиме да ја доведеме работата во некоја нормална, така да мислам дека состојбата е во едни нормални рамки. Но сепак дека може и подобро да биде. Ќе ви кажем еден пример, и тоа многу пластичен. Кога дојдов на депонијата имаше одредени луѓе, граѓани, кои што на некој начин си бара екзистенција. Собирање на пластични шишиња, на хартија, на метал. Тоа беа некаде околу 10 луѓе. Јас успеав тие луѓе да ги натерам да дојдат да работат во ЈПИСР. Што значи дека во овој период на годината работната сила е итекако е потребна, посебно имајќи предвид дека вегетацијата во овој период малку закасна и гледате дека мака мачиме со тревата, па имаме еден куп дрва за средување. Значи секој пат има можности за повеќе и мислам дека бројката е оптимална и сериозен проблем
ќе биде за нашето предпријатие тоа што на есен планираме да се вклучиме во хидросистемот Златовица. Сега таму се работи за нова технологија, ќе ни требат млади луѓе, образовани луѓе, електро инженери, IT инженери, така да секој пат има можност за млади луѓе, перспективни, за вработување. Моменталната состојба некој оди во пензија, некој доаѓа и така, сепак се движи. Во однос на критиките од опозицијата, дека на Штип му се случува импровизација на место урбанизација, директорот вели дека единствено меродавно може да судат граѓаните, обврска на ИСР како што потенцира тој, се зелените површини, хигиената, водоводот и канализацијата, спортските терени, погребалните услуги и неколку пропратни работи. Затоа дека немаме доволно зелени површини, тој не се сложува, но вели не треба поголема грижа и средување. Првиот пат направивме, мислам дека добра работа со 8 ноември. Еден тогашен челник викаше, зошто се трудиш, по трет пат го правиме паркот, ништо не бива. Вие гледате дека и после 15 години паркот во 8 ноември е, можам да кажам, нешто убаво. Паркот на Кртеки, паркот во Дузак, без разлика дали го направил Здравко Коцев или некој друг, е направен. Паркот во Бабите. Значи, не би се сложил дека имаме малку паркови површини, но би се сложило тоа дека се уште не ни се досредени. Ние до сега имавме некој си прототип грмушки, трева и тоа. Сега јас и мојата екипа се трудиме да внесеме нешто ново. Вие видовте дека сите кружни текови во Штип ги преуредивме. Не само стави неколку грмушки и готово завршена работа. Видовте дека на дујлето, популарно дујле, кружниот е нешто поразлично од досегашното. Во ова прилика би се заблагодарил на фирмата Актива, која што ни го поклони тој паун, што значи со други зборови гордост и во некои минати времења било синоним за градот Штип. Значи, сето тоа не е случајно избрано. И сега пак се враќаме до опозицијата која што критикува дека ова се направило така, паунот е без пари. Значи, за да направиш нешто не мора секој пат да има пари. Треба да имаш фантазија, енергија и желба. Ние во иднина планираме 3 пати во годината да ги менуваме цвеќињата. Значи, секаде во светот се сезонски, освен тие грмушки повеќе годишни, дрвца и така натаму, во овој случај паунот ќе го облекуваме во зависност од сезоната. Сега есенска или зимна сезона веќе ние планираме како тоа ќе изгледа, правиме проекти и многу битно е дека не дека не се произведувало и до сега цвеќе во нашиот расадник, но сега планираме тоа да биде многу повеќе. Значи некаде околу 50-60 илјади цветови, па и повеќе, ќе произведеме за наши потреби. Сега вие видовте дека тие што ни останаа дадовме еден дел на текстилното училиште. Во река Отиње пред собрание само чавките ни ги исклюкаа. Значи треба да бираме и такви цвеќиња кои што ќе бидат отпорни на птици. Се заедно планираме ние сами да си произведуваме голем дел, но еден дел кој што не можеме да го произведеме, пошто има некои што се малку и по-специфични, да ги набавуваме. Интересно за Штипјани беше и релоцирањето на дрвата од булеварот Партизанска, кој своето место го најдоа на Штипската патека. Лесно беше досега, некој дрво ти стои на патот, го сечеш и готово. 10, 20, 30 години ова дрво стоело, сега ми стои на патот, ќе го сечем. Ние донесовме машина која што ги извади од корен и да успееме и 50% да успееме да ги спасиме тие дрва, ќе биде добро. Ама се надевам дека тука ќе биде процентот 70 до 80%.
Тоа е еден период кај што нели они уште на некој начин боледуваат. Ама ние се трудиме со ѓубрива, со наводнување, полека да ги одржуваме и сега кој ќе се зафати тоа дрво веќе е нормално дека не може 100% да биде. Голем предизвик за директорот представува Штипската зоолошка градина. За неа голем дел од јавноста разбра преку мечетот Еди, кој по 3 години живот во Мал Кафес, замина во Бугарија. Критиките директорот вели се оправдани и работи на нејзино релоцирање или пак на целосно затварање. Кога бев кандидат за градоначалник 2009 година, јас во мојата програма напишав зоолошка градина. Ама не напишав дека ќе биде овде помеѓу згради, помеѓу најубавиот дел во градот. И сега што се случува? Се мачат животните, се мачиме и ние. Има одредена сума на пари кој се одвојува, меѓутоа тоа не е доволно. А условите се лоши. Еве, видовте што се случи со мечето. Значи, тоа беше жално. Жално е и за овие животни што ги имаме тука, макар да има човекот задолжен, кога зборуват на човекот му се плака дури. Јас, да ви кажам искрено, кога го видам некако реагирам на него малку посебно, не дека нешто лошо кажува дека стварно условите се лоши, овој простор не е за тоа и ќе настојувам со помош на градоначалникот да изнајдеме, ако веќе на Штип му треба зоолошка градина, ќе настојуваме да најдеме место кај што на вистина ќе направиме зоолошка градина, не да импровизираме. Ако успееме да пронајдеме, ако успееме економската оправданост да ја најдеме, секако, еве ние сега, немој да мислите дека нешто профитираме од ова, колку луѓе доаѓаат, а од друга страна ги мачиме животните. И сега што е похумано? Да имаш зоолошка градина и да ги мачиш животните, или да сватиш дека не можеш да ја одржуваш, или пак третата варијанта да се најде простор каде што ќе се направи вистинска зоолошка градина, на крај краишта нека биде јавно-приватно партнерство, ама некој стварно да се труди да се грижи околу тоа. На крајот на разговорот секако најдолго се задржуваме на најгорчливиот проблем за штипјани секое лето – водоснабдувањето. Се случува граѓаните во најголемите горештини и со денови да останат без вода. Проблем е неразумното трошење на вода, но најмногу за старината водоводна инсталација. Лошото е што одредени луѓе не можат да сватат што значи водата. А сваќаат кога 1 или 2 часа ќе немат вода дома и тоа сваќаат колку е битна водата. А инаку уопште не е битна водата која има во изобилие, цревото си тече, си ги ладиме нозите, се краде водата, се прават бизнеси, оранжери, бавчи, не знам што уште. И сега ние кога направивме одредени акции за откривање на диви приклучоци и оние што ја крадат водата, сега имаме проблем. Сега излегува пак опозицијата, на вас вака ќе ви се случи, онака ќе ви се случи. Ајде вака да направиме. Ние имаме некаде околу 60% загуба на вода. Замислите сега вие, еве, 100 литра произведуваме вода, ја носиме од бунарите, со струја ја пумпаме во препумпна станица, пак со струја ја носиме во резервоарите и ја враќаме во домаќинството. И од 100 литра, 60 литра губите. А веќе цената е израчуната за 100 литра. И сега дека е проблем? Голем дел е проблемот во крадењето. Многу луѓе се дрзнале тоа да го прават. Може би до сега никој не ги гонел, не ги бркал и луѓето си дозволиле таков луксус. Исто така голем процент имаме во тоа што имаме загуба во самата инсталација водоводна, застарена водоводна инсталација. И сега место ние целиот профит што ќе го имаме во јавното предпријатие да го усмериме таму, да ја реконструираме водоводната мрежа, ние доваѓаме да се бориме секојдневно. И сега кога наеднаш се фатиме, замислите, еве пред некој ден 227.000 денари домакинство не платило вода. 227.000. Како доаѓаме до тие ситуации да некој... Еве, јас исто прашав, викам,
извини, можеш ли да ми објасниш како си дошол до оваа ситуација 227.000 да не наплатиш, да не платиш? Па вака, па онака, па ова. Сега кога дојде ситуација дека ќе се исклучува водата, дај да платам, да склучиме договор на рати, на ова. Мораме да бидеме сите трезвени. Дека водата мора да ја користиме така како што треба и да си ја плаќаме. Во вториот дел, позитивниот, сега доваѓаме до една фаза, веќе на есен, септември, се приклучуваме на хидросистемот Златовица и ако сега имавме некаде од 250 до 300 литри во секунда да влегуваат во филтер станицата, сега исто толку ќе имаме и од хидросистемот Златовица. Што значи дека ја дуплираме количината на вода. Јас се надевам дека ако продолжиме така да ја менеджираме целата ситуација, дека наредните 30 години ние Штип ќе нема проблем со вода. Под услов да ја користиме онака како што треба. Правиме испитување колку ја имаме цената на чинење на Златовица, сега со нашата таа што произведуваме и во зависност која ќе биде цената, ние таа ќе ја користиме, вода. Ако не е поскапа оваа вода што сега имаме, ќе се ориентираме на Златовица. Филтер станицата е во завршна фаза. Веќе наредниот месец ќе почнеме со пробно производство и се надевам дека во тој дел ќе бидеме одлични со тоа што мора да водиме сметка за реконструкција на водоводната инсталација. Имаме одредени реони во градот кои што се хронично неснабдени со вода, а тоа е случајот со Пребек. Еве сега имаме тамо линија 2, која веќе е започнато од кај населбата Балканска. Значи веќе се носи водата, тоа е веќе распишан тендер, државен тендер, веќе се работи на тендерот и полека ќе стигне до населба Пребек, таму ќе се направи резервар и веќе тие луѓе и од оваа страна од Пребек и од другата страна, новоселската страна, дури и гробиштата, ќе немат никаков проблем. Во овој дел, Суитлак и, како се вика, популарно наречено деснаците, горе тие дивите градби. Исто така, тука е предвидено да поголема количина на вода да се донесе резервар и тој дел ќе се реши. Со други зборови, полека се стабилизира состојбата за водоснабдување и пак останува на нас граѓаните да бидеме совесни. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk